почитувана председателке на комисијата. Не знам кој е процедурално денеска поред. Еве, во интерес на јавноста, овие седници не се емитуваат никаде, никој не знае дека цел ден сме заглавени овде на законодавно-правната комисија со вас, со едно автентично толкување на господинот Артан Груби. Никој не пренесува никаков интерес на јавноста, нема. Тогаш кога ќе се објават снимките, најверојатно веќе ќе ви заврши огласот кој што го имате во службен весник за давање на лиценца и на друго трговско друштво кое што ќе се занимава со организирање на игри на среќа. Срамотно однесување овде во собрание, не знам. Цел ден чекам да се стави на гласање еден предлог за тргање на точката за автентично толкување на Законот за игри на среќа и видете парадоксално во 20:49 се уште не е ставена точката на гласање. Овде сме во собрание од раните утрински часови, се променија сите, службите не работат, бифето се отидени, обезбедувањето се заменети со други, полицајците надвор кои што стојат и ја обезбедуваат зградата се заменети со други луѓе. Ние се уште овде истите, што најверојатно затоа што вие сте одлучиле да штитите нечи бизнис интереси. Не е логично да седиме, да имаме работен ден од волку часови колку што вие предлагате да имаме, а се уште не сте ставиле на гласање еден едноставен предлог да ја тргнеме точката од дневен ред. Па не можеме да не се сомневаме дека не се нечи интереси во прашање. Не можеме да не се сомневаме дека не сакате нешто да постигнете. И ајде да бидеме објективни. Овде ги држите и министерот за одбрана и министерот за правда ги држите цел ден. Како ќе бидеме продуктивни? Еве, и хипотетички и теоретски да го ставите на гласање, а одбивате да го ставите на гласање цел ден. И овие луѓе овде ви служат само за изговор, за да кажете опозицијата ги држеше. Не е точно. Вие цел ден не го ставате на гласање. Вие цел ден не го ставате на гласање. Зошто? Затоа што и пред овие две министерства, и пред владата, и пред сите имаме бизнис интереси на Артан Груби и на ДУИ, и сметам дека ова денеска го виде, односно ќе го види целата јавност во моменти кога ќе дојде да се објави, меѓутоа се плашам дека тогаш ќе е веќе касно. И веќе зборувавме за бројките. Законот за организирање на игри на среќа рекол дека се организира единствено трговско друштво чиј што собственик е државата за организирање на игри на среќа. Како сега Артан Груби дава толкување дека пак тоа друштво може да основа други друштва? Колку управни одбори ќе имаме? Колку надзорни одбори ќе имаме? Кој е председател на управниот одбор на државната лотарија? Какви се релациите со негови роднини овде во собранието? Кажете и го тоа на јавноста. И тие другите кои што ќе се формираат, уште колку управни одбори, уште колку надзорни одбори, за колку профити станува збор? Па излекувате огромни народни пари од луѓето со организирање на тие лотарии. И сите оние, рековме, државни фирми кои што беа и кои што допринесува и кои што го полнија буџетот, почнавте една по една да ги уништувате. Таква беше Електростопанство на Македонија на за губар. За нив потрошивме 200-300 милиони да и плаќаме пенализации, да и плаќаме скапи набавки на електрична енергија. Кој го направи тоа? Крешник Бектеши. И сега доаѓаме третата најуспешна државна фирма, државната лотарија, и неа ја напаѓаме. И по неа удираме. На кој начин? Донесуваме закон? Имаме дебата за закон? Разговараме за закон? Не. Со автентично толкување. Со автентично толкување со кое практично Артан Груби ќе каже дека не е ограничен бројот на субјекти. Па зошто тогаш ни користи Законот за игрите на среќа кој што вели дека државата основа единствено предпријатие? Јас веќе не еднаш 100 пати реков, секогаш кога владата на ДУИ на СДСМ сака да направи некој криминал, го озаконува овде во собрание. Па не знам како вас тоа не ви издодеа, да ве користат како алатка за озаконување на криминал. Секогаш кога ќе имаат некој криминал, тие ќе најдат некое законско решение да го сторат токму овде. Пред некој ден зборувавме за законот за заштита на деца. Кога видовме дека министерот треба на владата да ја предложи зголемување на БОД, да не предложи зголемување на БОД, ви предложи зголемување на поените во Д4. Значи министерот
го крши членот 166 од Закон за заштита на деца. За да не го прекршува, ви предлага законски измени. Кога стануваше збор за купување на една акција во вредност, номинална вредност од 18 милиони евра, вие напишавте закон, внимавајте, закон со матичен број, закон со име и презиме. Тотален нонсенс. Останавме овде до раните утрински часови. И ако ви треба во државата да имате аларм за криминал, еве го алармот. Видете кога ќе горат светилките во собрание, кога собрание работи до доцна, треба да знаете. Некој дебело ја краде државата. И денеска се случува тоа. И повторно се краде државата. Една акција од Гама од номинална вредност од 18 милиона се продаде за 33 милиона. И рековме тогаш магично дека се појавија иницијалите на Зоран Заев и во 33 милиони. ЗЗ. Парадоксално. А сега во што ни се појавуваат иницијалите на Артан Груби? Во грепки? Во лото? Во лейт најт шоу на Снежана Калевска? Што ќе постигнете? За која точка ќе разговарате денеска? За закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета во 11 часот и 30 минути ќе разговараме. Која цел вие ќе ја постигнете? Туку треба да знае јавноста, секогаш кога горат светилките до доцна во собранието, се краде и тоа се краде државата. Се краде буџетот. Огромни компании, рековме, кои што прават проекти од по 40, по 50 милиони евра, кои што имаат добивка од 10, од 12, од 15 милиони евра. Сега истите тие компании, кои што имаат сомнителен управен одбор, кои што имаат сомнителни надзорни одбори, а тие надзорни одбори треба да ги надгледуваат управните одбори, дали се што пријавиле е законски. И управните и надзорните одбори на државната лотарија ви се полни со партиски кадри. И кога новинарите ги прашуваа од владата на кој начин ги избрале членовите на управните и на надзорните одбори, тие велеа да префрлаат топката од еден на друг. Новинарите, погледнете ги текстовите. Го прашуваа Љупчо Николовски каде му се записниците од комисијата за именување на членови на управен одбор на државна лотарија. Тој ги пренасочуваше да ги видат записниците од седница на влада. И сега кога ќе биде оштетен буџетот, знаете каде ќе ги упатуваат и новинарите и јавноста? Да ги видат записниците од вашата седница. Потоа немојте да се чудите зошто ќе ве прозиваат. Потоа владата ќе ве прозива и ќе рече погледнете ги, ние не знаеме, погледнете ги записниците од која комисија, комисијата која што ја водеше пратеничката Снежана Калевска Ванчевска. А Македонија има намален како се викаше, намален приход по работник. Да, намален приход по работник. Од 650 денари на 575 денари. Значи работниците в Македонија секој ден стануваат се помалку продуктивни. И не се запрашавте вие зошто се тие бројки. Не застана некој да се запраше зошто продуктивноста во Македонија паѓа. Па затоа што се крие данокот, затоа што некој краде, затоа што некој не ги пријавува приходите. Не може истите производствени погони, ние секоја година додека светот оди напред, нашите работници секоја година произведувале помалку. И од 650 денари просечно производ по работник, ние паднавме на 575. БДП-то која ќе се со вкупна работоспособно население. Значи секој работник произведува помалку. Верувате дека произведува помалку? Јас не верувам дека произведуваат помалку. Јас не верувам дека произведуваат помалку. Јас верувам дека се крие данокот. И оштетени се граѓаните. А со овие вратоломи кои што ги прави со државната лотарија, знаете што друго ќе паѓа? Каде ќе паѓаат приходите? На државната лотарија. Верувајте ми, слушајте ми го зборот. Дека ќе имаме, посебно овој закон на Артан Груби, ќе имаме надолна линија на приходите кои што ги остварува државната лотарија. И тие пари ќе завршат некаде. Тие пари ќе завршат кај криминалните структури кои што работат на штетата на овој народ. Ама тогаш кога ќе ги прашаат од влада, тие ќе покажат со прстот на кај вас. И вие денеска сметате дека ние сме овде ваши непријатели, се конфронтираме, а не сваќате дека всушност ние зборуваме и за
добро. Ние зборуваме и за доброто и на вашите колеги. Не дозволувајте некој да покажува со прст кон вас. Затоа што, покажувајќи со прст кон вас, ке покажува и кон нас. Ние не сакаме да бидеме соучесници во ваквата злоупотреба. Законодавецот донел закон за игри на среќа. Ставот гасен. И како сега, ајде објаснете ми. Отворете го Службен вестник од 5 овој месец. Денеска сме 9, пред само 4 дена. Отворете го и ќе видите владата на Република Македонија врз основа на член 7 став 3 од Законот за игри на среќа. И во истото време на нашата колешка и текнало неколку недели претходно се сетила да бара толкување на членот 7 став 3, Артан Груби дал свое толкување. Па не сваѓате што направил Артан Груби. Артан Груби ви е земал надлежноста на нас, на сите. Ни ја зема надлежноста како собрание, се поставува како доминус на законодавството. Дури ни Ковачевски не се подпишал. Дури ни Ковачевски се нема подпишано. Така, и тие се и предлагачи на законот. А тие закони овде седат во собрана процедура. Целосна дисфункционалност на собранието и опозицијата зборувала, тоа, односно ние зборуваме, ке сме блокирале. Што ке блокираме кога сте нефункционални? Што ке блокираме кога сте полни со криминал? Што ке блокираме кога имаме најконструктивни предлози за ваше добро? За ваше добро. Немојте да мислите дека на крајот на денот нема да покажат со прст кон вас. Немојте да мислите кога ќе почнат, а ќе излегуваат и денеска и за набавките на струја зборував, дека излегуваат кеш торби од владата што провизиите и ги исплаќаат во готовина. Ќе почнат и за овие провајдери на игри на среќа и за овие трговски друштва ќе почнат да излегуваат торби со кеш. Ама ќе се намалат приходите во буџетот. И вие во тој баферинг простор што правите? Земате нови земји. Погледнете си го целиот мандат од почеток до крај. Како го започнавме овој уште малку 2 годишен мандат. Го започнавме само со заеми. Заем од Светска банка. Земавме заем за имплементација на реформите во основно образование. Земавме заем за унапредување на земјоделството. Земавме еден куп заеми. 1 милиарда најавувате сега да земете. А од друга страна, оние кои што ни се најдобри предпријатија, ви реков државната лотарија, во топ 3 државно поседувани предпријатија, во 17 најуспешни. Меѓутоа, таму беа и Телеком, таму беше и Мепсо, таму беше и ЕСМ. Видовме како заврши овие последните две. Со огромни загуби и со огромни државни, народни пари кои што се плаќаа и за пенализација и за набавка на скапа електрична енергија. Прво, го урнисавте производството на електрична енергија и ние како опозиција кога велевме постојат сериозни индикации дека не се копа јаглен, постојат сериозни индикации за криминал поврзани со братот на еден висок ваш функционер кој што најде начин како да вртат камионите на негови блиски и тоа таму една фактура чинеше по 500.000 евра месечно. Тоа беа огромни пари. И ние кога зборувавме, никој не слушаше, вие успевавте да го релативизирате тоа, ќе најдевте секојаш некоја тривијална тема и на крајот еве, цената ја плаќаат граѓаните. И денеска разговараме за државна лотарија. И таа ни носи приходи на нас како држава, на мене, на вас, на граѓаните. Од тие пари ни работат градинки, школи, училишта. Од што ние градиме? Од заеми и од тие средства. Меѓутоа, некој во криминалната влада видел дека таму се вртат убави суми, најпрви наместил своји луѓе во управните и во надзорните одбори и сега можеме да се сомневаме колку се исправни самите извештаи за остварени приходи и добивки, а пак да не зборуваме ако помине ова во собрание. А владата веќе, ви реков, ви е влезена во криминал со тоа што го објавила огласот на 4. Ова не е прв пат. Ова не е прв пат ние да донесуваме некој закон или закон да влегол во процедура, а владата веќе да објавила огласи, да набавила опрема, да преземала некои дејности, да преземала некои мерки и така натаму. Јас немаше да застанам само на овој предлог да го
од дневен ред, јас имам и други предлози. Јас предлагам, ајде да бидеме правно креативни, ајде да создадеме, ајде ако сте работно тело, ајде да формираме работни групи, затоа што според деловникот можеме да формираме работни групи, ајде да влеземе во една правна креативност, ајде покажете и на македонската јавност дека знаеме да работиме. Еве ви го членот 126, 127 за проучување на одделни прашања од својот делокруг, работните тела можат да основаат работни групи. Вие споменавте дека сте се консултирале со стручни лица. Па ајде тие стручни лица да ги ставиме во работна група. Ајде нека биде законодавно правната комисија, онаа комисија која што ќе формира работна група од експерти, од стручни лица, да ја разгледаме оваа материја онака како што треба. Да поканиме истото да биде разгледувано од други матични работни тела. Јас сакав да ви ги дадам овие предлози. Меѓутоа, очекував да го ставите на гласање. Ако не биде прифатено да ја тргнеме точката, ќе одиме кон друг предлог. И цел ден чекам да продолжи расправата. Да се аргументираме зошто на ова работно тело можеме да направиме работна група. Сте направиле до сега работна група за некој? Не. Да направиме работна група, да ги анализираме, да видиме како Артан Груби дошол до тој заклучок дека не е ограничен бројот на субјекти кои што се ги организираат игрите на среќа. Како сгрешил законодавецот кога предвидел дека само едно единствено друштво треба да биде организатор на игри на среќа. Зошто тоа Артан Груби знае да го направи подобро од законодавецот? Јас не сум бил во тој парламентарен состав кога е донесен, кога е донесен законот за игри на среќа, меѓутоа во име на правото, во име на државноста, во име на интересот, ние мораме да обезбедуваме континуитет на законите. Ние не можеме да обезбедуваме континуитет на законите ако секоја постава, секој министер, секој пратеник си почнува од нула и дава свое мислење. Не може Артан Груби да ги толкува законите како сака, а ние влегуваме слепи послушници во играта, затоа што така ни рекол господинот Артан Груби. Не само на нас. Еве гледаме дека и цела влада го слуша. Го жалам Ковачевски. Го жалам. Го жалам. Иако има строга реторика, гледам дека чита од некои напишани ливчиња овде, меѓутоа сериозно се сомневам дека имаме киднапирани премиер. Киднапиран премиер? Па тој ако не се осудил да си го потпише автентичното толкување, а се осудил да го потпише огласот во службен весник, јас сериозно сум загрижен. А ние имаме искуство со киднапирање. Јас се плашам и премиерот еден ден на бел зид да не го видиме, да не убедува дека огласот во службен весник е поради тоа што срцето му е во Брисел. Можеби и тоа е Можеби тоа е едно од предусловите, затоа што ако заглавите вие некаде, секогаш тоа е поврзано со евроинтеграцијски процеси, а напротив, поради вашата корупција ние не можеме да мрднеме од оваа црна дупка која што и за жал ја создадовте од нашата убава Македонија. И се што остана да биде раскрчмено, вие знаете да го раскрчмите. Ви остана државна лотарија, примамлива е со профитите, примамлива е со обртите, милиони евра се вртат овде и затоа еве гледаме денеска, уште еднаш ќе ги кажам, автентично толкување од господинот Артан Груби. Собранието не смее да мрдне, па јас чекам стрпливо, се уште чекам 21:09 часот за предлог даден во 15 часот и 3 минути на втората седница. Имавме прва седница од 13 и 15 минути. Се уште чекам моето барање да се тргне точката од дневен ред, да се стави на гласање, а потоа имам и други предлози. Еве ви ги најавувам. Да не речете зошто сега одиме со други предлози. Затоа што тоа ми го дозволува деловникот. Знам дека на вас Артан Груби не ви дозволува, меѓутоа за мене овој деловник и уставот и законите се многу повисоко од Артан Груби. За вас, за жал, еве видовме дека Артан Груби е поставен многу високо во вашата партиска, политичка хиерархија, а се плашам дека во таа игра е влезен и Ковачевски, па затоа гледаме од него како само ја затега реториката.
гледаме дека друг, за жал, го води орото во кој штетата ја трпат граѓаните, штетата ја трпиме сите ние. И пред да не прогласите за ваши непријатели, верувајте ми дека ова што го правиме денеска е и за ваше добро, затоа што кога ќе има одговорност за ова, а верувајте ми дека ќе има одговорност за ова, нема да можат да покажат со прст кон вашите записници кои што се неуредни, нема да покажат со прст кон вашите записници во кои што дадени предлози не ги ставате цел ден на дневен ред, затоа што ние сме биле доблесни и покрај тоа што се спротивставувате и покрај тоа што е навистина тешко да се дебатира во вакви услови, ние настојуваме да ви укажеме и на процедурата, и на правните норми, и на правните акти. И знам дека во моментот може би тоа го доживувате како непријателски акт, верувајте ми, еден ден ќе ни бидете благодарни за ова. Ќе кажете добро е што не освестивте, добро е што не држевте, добро е што кажавте, добро е што законот на автентичното толкување на Артан Груби, кој што практично е нов закон, добро е што не помина во 15:30. И на крајот на денот ќе имате прилика да си отидете дома, да преспиете на ова прашање, да си ги погледнете налозите и наредбите кој како ви ги издал и да се пресметате кога ќе дојде време за одговарање кој од нив ќе одговара и кој од нив ќе застане позади вас. И кој од нив ќе го оправда ваквото водење на седницата? Ја ќе ви кажам никој. И тогаш ќе сватите дека ние, држејки се до деловникот, сме ваши најголеми пријатели, затоа што не ви даваме да правите вакви прекршоци. Тоа е, ви благодарам.